Социјалните мрежи се место каде за секого има по нешто. Тоа нешто најчесто се мудрости, хумор, забава, но има и нешта кои воопшто не се виртуелни. Дај не фрлај е името на една група која што брои над 35.000 членови, а оформена е со благородна цел. Кога ќе се погледнат името и објавите, се стекнува впечаток дека е ова само уште една хуманитарна група. Но дали е навистина така? Зад групата во виртуелниот свет стојат реални луѓе. Бранко Прља и Владимир Карер се основачи, а Дафина Николовска е една од вкупно 8 администратори, низ чиј филтер се којдневно поминуваат новите членови и нивните објави. Може би звучи чудно, ама главна цел е да се враќа до вербата, да се враќаат позитивните вредности, да се враќа желбата за соработка, за подарување, за еден убави меѓучовечки односи. Освен тоа, целта на групата е да се влијае врз намалување на консумеризмот, од причина што јас тоа така го лаички го кажувам, јас не сум стручњак за екологија, ама сум граѓанин на овој свет и сум живеела во време кога не била ваква состојбата со природата и со планетата. Сето тоа ние што го купуваме на крај завршува во морињата и во океаните. Во суштина, групата служи за подарување функционални предмети. Ги нудат оние што ги имаат, а повеќе не им требаат. На оние што не можат да ги купат. Многу деца и семејства добиле креветчиња и различна покуќнина, а матуранти се облекле за големата вечер. Подарувањето сепак не е без правила. Правилата се јасни, значи подарувам по барам, не смее да се подарува ништо што има временски рок, значи лекови, храна, нешто што е расипливо. Нема подарување на парични средства и хуманитарни, значи нема хуманитарни кампањи, така да се изразам. Комуникологот Стефанија Темелковска-Миладиновска е член на групата. Редовно подарува. Неколку незини предмети преку групата имаат втор дом. Во Германија постојат, општините си имаат организирани денови, дали понеделник, дали вторник или кој било ден во неделата, знаат, например, дека од 8 до 10 часот предпладне или попладне се изнесуваат работите кои што не ни требаат пред своите домови и слободно може да минуваме и да земаме се она што ни е потребно за дома. За балкански менталитет, тоа може би на почетокот изгледа многу срамно, како ја сега ќе го земам, зошто да го земам, па што ќе помислат овие ја што земам, дали имам, сиромашен сум или не сум сиромашен. Меѓутоа не е тоа целта на група. Овде во групава тие кои што подаруваат не се богати и тие кои што земаат не сме сиромашни. Ставот на Стефанија дека примањето подарок е срамота по стандардите на локалниот менталитет се покажа во голема мера точен. Добивме само искуства на писмено, а најхрабар беше еден млад скопјанец кој се нафати да зборува лично, но со прикриен идентитет. Подарив на човек гарнитура, машина за садови, а за возвратот еден господин господи ја добив стар систем, значи сараунд за музика, за телевизор приклучен и воедно комода за складирање, чаши, нешто други некои работи. Луѓето може би погрешно сватени од страна на други луѓе, значи да добиат некоја перцепција дека си сиромашни, дека не може да се возможат. Тоа што групата има висока цел, не значи дека нема корисници со подли намери. Има и такви што бараат подароци за потоа да ги продаваат, а и такви што нудат подароци кои не се баш функционални. Контролата ја прават самите корисници преку пријави за тие што ќе бидат фатени. Бидејќи групата не е официјално движење со канцеларии вработени, совеста е единствениот инспектор. Тој што подарува си се договара директно со лицето на кое му подарува, како ќе се изврши испораката. Ние во тоа немаме ингеренција, ниту е наше да се мешаме. Исто така, тој што подарува одлучува на кого ќе подари. Од друга страна, дека тоа не треба да бидат работи, не знам, миксер кој што не функционира или миксер со една перка, што знам јас, или искинати јалишта, тоа не. И повторно останува, знаете, она нашата среќа дека ние сме го дале тоа што не ни треба, меѓутоа и совесноста од друга страна дека тоа ќе се искористи на правилен начин. Грижата за планетата преку негување хумани вредности е висока цел и предизвик за секој општество, особено за оние во развој како домашното.
Но оправдувањето дека државата е виновна што ваквиот начин на подарување не е подобро развиен, не држи вода во случајот на Дај не фрлај. Фејсбукот е ист за сите, како за граѓаните на Германија, така и за граѓаните на Македонија.